Оваа гледка исполнува со гордост и дава надеж. Честитам на сите присутни за храброста и доблеста да бидат тука. Сите тука присутни се светилки. Вие сте светлина во овој мрачен миг за нас. Денеска сме тука на 25-тиот ден на штрајкот на лекарите на Република Македонија да ги повториме своите барања пред владата на Република Македонија. Затоа што во досегашните 24 дена секојдневно бевме пред ресорното Министерство за здравство, пред министерот кој не можеше да не види, пред министерот за кого нема штрајк, министерот кој одбра да го игнорира штрајкот, го игнорира штрајкот на срцето на македонското здравство и значаен дел на интелектуалната елита на Македонија, министерот кој си дозволува да го ризикува здравјето на граѓаните. Во исто време, истиот министер кој не гледа, ни се закануваше јавно, ги злоупотреби институциите на системот, на државата, го злоупотреби судот, го злоупотреби државниот санитарен инспекторат, ги натера на скандалозни одлуки политички и на нелегитимно постапување во својата работа. Се со цел да се задуши и скрши овој апсолутно легитимен штрајк. Ги злоупотреби и директорите и менаџерите на јавните здравствени установи, ставајќи ги во функција да спроведуваат нелегитимни и противзаконски дејства во смисол на спроведување на притисок и закани врз вработените. Злоупотреби и дел од медиумите кои се користат за бескрупулозно лажење и заведување на јавноста. Но заборави да им каже дека нема тој да одговара за нивните постапки, туку самите ќе бидат одговорни за секој зло и секој нелегитимен акт кој го направили и ќе го направат. Министерот на јавноста и вели дека нема штрајк, а го презема сето горе наведено да го скрши и задуши. Срамно. Јавноста. Оставка! Оставка! Од тука ја повикувам целокупната јавност на Македонија сама да суди за каква личност се работи и на кого му е доверено здравјето на граѓаните и осигурениците. Нас ни е јасно кој и каков човек е во прашање и затоа од денеска веќе не бараме и не сакаме преговори со него. Бараме од премиерот на владата на Република Македонија да го реши овој проблем. Како што знаеме сите туку што се врати од едно патување во Соединетите Американски држави, каде што веројатно имаше прилика да запознае многу лекари во болниците кои ги посети. Само за подсетување, ако го нема тој податок, просечната плата на лекар специјалист во Македонија изнесува колку 30-минутна консултација со колегите во Соединетите Американски држави со кои се сретна премиерот. Од денот на започнувањето на штрајкот, представниците на штрајкувачкиот одбор беа примени во скоро сите амбасади присутни во Република Македонија во рок од 24 часа, а министерот не прими 24 дена, не најде време за нас. Денеска сме тука да ги браниме не само своите права како професионалци и луѓе со морална одговорност и обврска, да ги штитиме легитимно и пациентите и себе си. Денеска ја штитиме и демократијата и основните човекови права, загарантирани со Уставот на Република Македонија. Бараме од владата на Република Македонија почитување на Уставот и законите на оваа земја. Досегашниот тек на работите го покажа спротивното, но ние нема да попуштиме. Не можеме само да наблюдуваме како јавно и без срам се суспендира основниот демократски принцип, владењето на правото, и отворено, најотворено се практикува средновековно
феудално управување, од позиција на сила, без почитување на законите, а во исто време за последиците и хаосот што се предизвикуваат се обвинува некој друг. Па нема да може. Нека се знае кој е одговорен за ситуацијава. Доста е. Ние, тука мислам пред се на лекарите, но во исто време и на сите други работни, мисловни, духовни луѓе во земјава. Луѓе кои се вистинските носители на општественото живење, ние овде, немаме право на молк и пасивност. Имаме морална одговорност и обврска и пред себе и пред граѓаните на оваа земја да се заштитиме и себе си и сите други од тенденциите кои го примитивизираат нашето живење. Ве поздравувам.